Glava 19. Кога ги заврши Исус тие зборови, тргна од Галилеја и пристигна во пределите јудејски отаде Јордан. По него појде многу народи и тој ги исцели таму. И дојдоа кај него фарисеите што го искушуваа, па му рекоа: може ли човек да ја остави жената своја за каква и да било причина? Тој им одговори и рече: Нели сте читале дека оној што ги создаде во почетокот маж и жена ги создаде? И рече: Затоа ќе остави човек татко и мајка и ќе се прилепи до жената своја и ќе бидат обата едно тело. Па така, тие веќе не се двајца, туку едно тело. А Бог што соединил, човек да не разделува. Тие му рекоа: зошто тогаш Мојсей заповеда да и даде мажот разводно писмо и да ја напушти? Тој им одговори: Заради вашите жестоки срца Мојсей ви дозволи да ги оставите жените своји, но во почетокот не беше така. Јас пак ви велам, оној што ќе остави својата жена, освен поради прелюба, и се ожени со друга, тој извршува прелюба. И оној што ќе се ожени со напуштена, исто така прелюбодејствува. А учениците негови му рекоа: ако е таква должноста на човекот кон жената, тогаш не треба ни да се жени. Но тој рече: Секој не може да го прифати ова учење, туку само оние на кои им е дадено. Зашто има скопени, така родени од мајчината утроба, а има скопени и од луѓе, но има и такви евнуси кои самите се откажале од брак само заради Царството небесно. Кој може да свати, нека свати. Тогаш кај него доведоа деца за да ги положи рацете над нив и да се помоли, а учениците им бранеа. Но Исус рече: Оставете ги децата и не пречете им да доаѓаат кај мене, зашто на такви е Царството небесно. И откако ги положи рацете над нив, Исус си отиде оттаму. И ете, еден човек кога пристапи до него, му рече: Учителе добар, какво добро треба да направам за да имам живот вечен? А тој му одговори: Зошто ме нарекуваш добар? Никој не е добар освен единиот Бог. А ако сакаш да влезеш во животот, пази ги заповедите. Тој му рече: кој? А Исус одговори: Не убивај, не прелюбодејствувај, не кради, не сведочи лажно. Почитувај ги татка си и мајка си. Сакај го ближниот свој како себе си. Младиот човек му рече: Сето тоа сум го запазил уште од детството. Што ми е уште потребно? Исус му кажа: Ако сакаш да бидеш совршен, оди, продај го имотот свој и раздели го на сиромаси, и ќе имаш богатство на небото. Па дојди и врви по мене. Штом ги чу младиот човек овие зборови, си отиде нажален, бидејќи имаше голем имот. А Исус им рече на учениците своји: Вистина ви велам, богат мачно ќе влезе во Царството небесно. И уште ви велам, полесно е на камилата да мине низ иглени уши отколку на богатиот да влезе во Царството Божјо. Кога го чуја тоа учениците, многу се зачудија и рекоа: Тогаш кој може да се спаси? Исус ги погледна и им рече: За луѓето тоа не е можно, но за Бога се е можно. Тогаш Петар одговори и му рече: Ете, ние оставивме се и по тебе одиме. Што ќе стане со нас? А Исус им рече: Вистина ви велам, дека вие што врвите по мене во новиот свет, кога Синот човечки ќе седне на престолот на славата своја, ќе седнете и вие на 12 престоли и ќе судите на 12 Израилеви колена. И секој што ќе остави куќа или брат или сестра, или татко или мајка, или жена или деца, или ниви, заради моето име, ќе наследи 100 пати повеќе и ќе добие живот вечен. Но мнозина први
ќе бидат последни, а последните први.